Ова е напишано, значи, може да се каже пред една недела во саботата после дебаклот на НАТО фестот. Саботниот славенички дебакл на оваа нелегитимна власт под паролата "Одиме понатаму", јас би рекла одиме во бестрага, во понор, всушност е првата победа на македонскиот народ. Македонскиот народ во саботата го кажа својот референдум. Тоа беше вистински референдум. И народот си кажа не. Не за промена на името Македонија. Македонскиот народ и лојалните граѓани на Република Македонија на најдостоинствен начин покажаа дека не ја поддржуваат оваа нелегитимна власт и не ги одобрува незините понижувачки политики, кои патем не донесоа на ивица на самиот амбис. Ако ова досега беше војна, оваа година и повеќе е вистинска војна која што се води во Македонија. Секако да, беше војна на нелегитимната власт наспроти македонизмот и македонскиот народ. Но ова во саботата на 15 јули што се случи беше првата победничка битка на македонскиот народ врз оваа нелегитимна власт. Се покажа дека стрпливоста, иако секогаш нели е непожелна стрпливоста, а некогаш е пожелна, во овој момент ожнеа огромен успех. Народот победи овој пат. Браникот на татковината може да биде и оваков, ете со Бојков. Тих, но и смел, одважен, достоинствен Бојков. После ова катастрофално фијаско на раздраганиот ЗЗ, кој со наскриена еуфорија, уште од Брисел во рацете со лажен документ и пенкало во устата, ја најави прославата во 15 градови како триумф на понижувањето кое ни го скрои со своите тутори, кои всушност го поставија на власт. Со сигурност можеме да предпоставиме дека монструмот е силно повреден и секако спрема ново громозорно дело. Еве го делото, го гледаме овие денови, грозоморното дело, тие знаменца кои што фрчат. Денеска професорката Силјановска, за жал не можев целосно да ја следам, но ќе ја гледам реприза нели на интернет, во целост објасни процедурално како се употребува европското знаменце, односно тука во Македонија се злоупотребува.